Добра вечер, почитувани. Го следите дневникот на Телевизија Плюс. Да ги видиме најпрвин кратките најави, останете со нас. Обид за одземање на ингеренциите на градинката, вели Димитриевски. Калигула или за кого бијат камбаните, по повод 75 години театар. Ретроспективна изложба на цртежи од Маријан Ризовски. Министерството за труд и социјална политика се обиде да ги одземе ингеренциите за градинката Ангел Шајче, обвини денеска градоначалникот Максим Димитриевски, нагласувајќи дека овој притисок е поради актуелниот избор на новиот директор. Од Министерството пак појаснуваат за самата процедура и велат дека општината ги запазила роковите, затоа ќе се поништи одлуката за одземање на ингеренциите. Историјата се повторува. Пред неполни 4 години на општина Куманово до денес неразјаснети околности и беа одземени ингеренциите за градинката Ангел Шајче. Денес повторно имаме ваков обид. Информираше на денешната пресконференција градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, кој нагласи дека Министерството за труд и социјална политика извршило обид за притисок до локалната самоуправа за поставување нов директор на установата. Појасни дека на 29 март, без како што рече извршен инспекцијски надзор од секторот за социјална заштита и заштита на деца, под надлежност на ресорното министерство, добил укажување на одредени материјални и процедурални недостатоци во работата на органите на општината, со кое било посочено дека во рок од најкусможен период еден ден да започне постапка за објавување јавен оглас за избор на нов директор. Секако од страна на општината е постапено во целост со укажувањето и на 31 март е издадено решение за објавување на јавен оглас за избор на директор во јавна општинска установа детска градинка Ангел Шајче. Истото е препратено до ресорното министерство и до оваа јавна установа. Еве го укажувањето, кое што го имаме добиено, заведено кај нас на 29, во службите пристигнало на 30, подпишано од ресорната министерка Јованка Тренчевска, и веднаш нашиот одговор и решение за објавување на јавен оглас за избор на директор во оваа јавна установа, кое што е заведено кај нас на 31 уредно и е вратено до ресорното министерство и службено е проследено до јавната установа. За жал, и покрај тоа што бе постапиме согласно законот и укажувањето, на 3 април од страна на ресорната министерка за труд и социјална политика Јованка Тренчевска е издадено решение за одземање на вршење на соодветни надлежности на градоначалникот на општина Куманово, а поврзани со избор на директор во ова јавна установа. Еве го решението со кое што повтор пат се врши обид и денлумно се одземаат надлежностите на локалната самоуправа од страна на ресорниот министер, кој што според мене треба да ја објасни самата постапка и како е дојдено до ова решение, бидејќи општината нема прекршено до овој момент ниту еден законски пропис. Според Димитриевски, од ваквата брза постапка се гледа дека се врши притисок и обид за целосна централизација на власта, а се суспендира локалната власт. Прашање директно поставено до ресорната министерка. Дали ова е повторен обид за наметнување на кадрово решение за иден директор во јавната установа од редовите на политичка партија, тоест врвна активистка и носителка на повеќе партиски функции во мојата поранешна партија Социјалдемократскиот сојуз. Дали е ова обид за прикривање на дводецениското неуспешно работење и директорување на актуелната директорка на ова јавна институција? Воедно сакам да поставам прашање и директно до премиерот Ковачевски и владата, дали стои зад вакви незаконски и централистички недемократски одлуки со кои се врши директен притисок на работењето на локалната самоуправа и неизина целосна суспензија во делот на менаџирање и управување со ресурсите
и ова е јавна општинска установа. И директно прашање до мојата поранешна партија и раководството на истата, дали како политичка партија заедно со сите функционери кои што доаѓаат од нејзините редови, а потекнуваат од Куманово, на овој начин всушност СДСМ се одолжува на Куманово, бидејќи на сите претходни настани и митинзи на голема врата одеше слоганот Македонија му должи на Куманово и Македонија еден ден ќе му се одолжи на Куманово. Всушност ова не е одолжување, туку е обид за ставање на целосна контрола на градот и исто така еден вид на воведување на нови стандарди неприфатливи во политиката, а тоа е реваншизам кон граѓаните кои што се одлучиле на последните избори да бидат независни и да ја дадат својата поддршка таму каде што сметаат, а не таму каде што е изнудено. Од Министерството за труд и социјална политика во писмениот одговор велат дека по добиеното известување од јавната установа Детска градинка Ангел Шајче, дека мандатот на постојниот директор завршува заклучно со 31 мај годинава, управниот одбор на установата на 1 март го известил градоначалникот да донесе одлука за објавување на оглас за избор на директор, бидејќи градоначалникот, како што велат, не постапил по известувањето, Министерството на 27 март му доставило укажување за постапување согласно Законот за заштита на деца со оглед на итноста од еден ден. Бидејќи во рокот градоначалникот не постапи, беше донесена одлука за одземање на ингеренциите на 3 април. Следниот ден градоначалникот доставил одлука до градинката, а денес го извести и Министерството дека ја донел спорната одлука на ден 31 март. Бидејќи е постапено по укажувањето, одлуката за одземање на ингеренциите, Министерството ќе ја поништи, велат од Министерството за труд и социјална политика. Екипа на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден интервенирала на запален оџак на улицата Октомвриска револуција број 48 во период од 11:45 до 14:30 часот, соопштија од регионалниот центар за управување со кризи. Советниците не дадоа зелено светло за пренамена на средствата кои што претходно биле одобрени за представата Калигула, како централна представа по повод 75 години Театар Куманово. На денешната седница советниците расправаа за предлог одлуката за измена на програмата на културни манифестации на општина Куманово за 2022 година, односно наместо со представата Калигула, јубилејот на Театар Куманово да биде одбележан со представата За кого бијат камбаните, со средствата кои веќе се одобрени од општината. Одобрените средства од општина Куманово за Калигула како централна представа по повод 75 години Театар Куманово да бидат пренаменети за представата За кого бијат камбаните, беше предлог одлука на денешната седница која мнозинството советници не ја поддржаа. Дел од советниците сметаа дека треба да се даде зелено светло за предлог одлуката бидејќи Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев кога аплицирала за представата Калигула побарала околу 800.000 денари, а од општинскиот буџет биле одобрени многу помалку средства. Од друга страна пак дел од нив сметаа дека за представата За кого бијат камбаните не се потребни толку финансиски средства како за првично одобрената, која е пообемна. Пред нас се измена на програма со многу штуро образложение, би кажала. Се бара носител Центарот за култура Трајко Прокопиев барал да бидат одобрени 180.000 денари за 75 години јубилеј Театар Куманово за представата Калигула. Меѓутоа, вели во образложението, истата треба да биде сменета со културна манифестација театарска представа За кого бијат камбаните, од причина што нема доволно финансиски средства и истата е централна представа по повод 75 години Театар Куманово. Сега, во септември, доколку се сеќавате, мислам беше 25 и 26 септември, беше објавен јавен повик и траеше еден месец. Сите правни физички лица што исполнуваат услови можеше да се јават на тој јавен повик.
со образложен проект, со финансиска рамка и така натаму и така натаму. Сите тие барања ги разгледуваше стручна комисија, ја состави програмата и таа програма беше пред нас. Гледавме ставка по ставка и ја одобривме, односно ја гласавме. Програмата, мислам, ја гласавме негде на крајот на декември, на 17-та седница, ако не се лажам. Една од одобрените беше Калигула. Меѓутоа, не беше одобрена, ниту пак аплицирана представата за која што денеска се бара средствата да бидат пренаменети, а тоа е представата за кого бијат камбаните. Сега, прво се бара од Советот да се стави над таа стручна комисија и таа стручна комисија на некој начин се избегнува. Се воспоставува лоша пракса да утре правни физички лица се јават на јавен повик со еден проект кој им е спремен, готов, а во текот на годината да барат тие средства да бидат пренаменети за некој друг нивен проект. Не гледам причина овде зошто да се користат и да се промовираат политички поени, се споменуваат зборови лоша пракса, мислам фрази лоша пракса или сега најновото што сега го рековте дека е пренамена на средства. На нас како советници ни престанува да одлучиме како и што. Ние зборуваме овде за лоши пракси, колку пати сме ги повлекле точките. Колешката од ВМРО потполно се сложувам со вас, може би го делиме ставот по однос на ова за представата, меѓутоа не се согласувам кога кажете воведовме јавен повик и ги средивме работите. Ја мислам дека уште поголем хаос. Представата за кого бијат камбаните е централна представа, односно представа за која Министерството за култура обезбедила средства. За оваа представа сега се бара на дополнување. Значи, за оваа представа, зборам за кого бијат камбаните, се бара на дополнување. За представата Калигула, тука е раководителот, може да каже, мислам дека е барано околу 700 или 800.000 денари, а општина одобрила 180.000, мислам дека беше. Така, да, 180. И така да, тука настанува проблемот, односно, сега ние како Совет сме ставени овде да одлучуваме, а тие како Центар за култура, како институција искористиле нивната законска можност, нивниот механизам да побараат од нас. Доколку вака сте размислувале, сте можеле оваа точка и воопшто и да не ја ставате на седница на Совет. За жал, НУЦ Трајко Прокопиев на веќе одржани неколку состаноци при барање на финансиските картици и финансиските рамки, барат само преименување на театрската представа од Калигула во театарска представа за кого бијат камбаните, не бараат финансиски средства за одбележување на јубилеот, доколку тоа ви беше прашањето, но има потенцирано бидејќи е 75 јубилеј години Трајко Прокопиев и бараат да оваа представа да биде централна представа. Точно така дека се разликува многу и тематски, и суштински, и габаритно од првата до втората представа, но за жал ние, како што кажав и претходно, немаме информации дали тие имаат дополнителни средства или немаат и дали сте во можност да одржат било каква представа по повод 75 години. Бидејќи претходно НУЦ Трајко Прокопиев веќе го има подпишано договорот за театерската представа за Калигула, заради промена мора да иде на Совет на општина Куманово. Ние како сектор имаме облигации и мораме да го пуштиме на разгледување и одобрување од Советот на општина Куманово. Како позитивна практика, како поголема транспарентност, сите промени мора да идат со одлука на Совет, бидејќи имаме претходно подпишани договори. Ние како комисија веќе разговаравме, јас кажав дека има позитивно мислење, бидејќи 75 години. Но во однос на театерската представа, каква е голема, во однос на претходната представа, мислам на сегашната представа за кого бијат камбаните, е премногу различна од габаритот, почнувајќи од костимографија, завршувајќи до сценографија. По подолга расправа во однос на предложената пренамена на средства од една за друга представа, најголем број од присутните советници гласаа против предлог одлуката за измена на програмата на културни манифестации на општина Куманово за 2022 година.
Од утрово на социјалните мрежи се шират и телефонски броеви на кои граѓаните можат да донираат за помош на младиот Никола Ѓорѓиев. Отворени се броеви кај најголемите телекомуникацијски оператори во земјава, преку кои сите кои сакаат може да донираат за да му помогнат да обезбеди доволно средства за лекување во Турција. Телефоните на кои може да се донира се 143 488 на А1 и 143 117 на Телеком. Утре вечер со почеток во 19 часот во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев во Куманово ќе биде отворена ретроспективната изложба на цртежи на Маријан Ризовски. На изложбата ќе бидат представени 40 на цртежи во техниката молив со мотиви од стара македонска сакрална и староградска архитектура. Маријан Ризовски е роден во Скопје во 1947 година, каде што го завршува и архитектонскиот факултет. Досега има реализирано 17 самостојни изложби во Македонија и надвор од неа, како и има учествувано на повеќе групни изложби. Изложбата во Куманово ќе биде поставена до 12 април. Ансамблот на народни ромски игри и песни Рушит Шакир и годинава со повеќе активности ќе го одбележи Светскиот ден на ромите 8 април. Централната прослава е в петок во 18 часот во ресторан Грација, а во понеделник ќе биде одржана и трибина насловена Јас сум Ром. Повеќе од изјавата на председателот на Рушит Шакир Самет Салиевски. Под покровителство на Министерството на култура и Советот на градоначалникот општина Куманово, ова година ќе имаме повеќе активности. 6 и 7 ќе имаме турнир во Малфулба, веќе 20 години традиционален. На 7 април во ресторан Грација од 18 часот ќе имаме централна прослава, по повод 8 април ќе имаме повеќе учесници, ќе бидат поканети советници, пратеници, директори и така натаму, и ќе имаме деца од повеќе училишта, од Браке, од Крсте, од Карпош. Сите тие деца ќе имат можност да изведат по неколку свикоторби и песнички и така натаму. Понеделник имаме трибина насловена како Јас сум Ром. Во тој дел ќе имам исто така и издадено една брошура која што ќе има повеќе од 20 години презентација на што досега го работевме. Би сакал да една порака да пренесам да ги сакат ромите и да ги осетат како своји луѓе. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 443 возачи. Од нив 14 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 3 возила се движеле со над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа 222 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 221 надвор од населено место, соопштија од МВР. Општинскиот сојуз на училишен спорт Куманово вчера во спортската сала на Општинското основно училиште Толи Зордумис организираше општинско првенство во одбојка за 6 и 7 оделение женска екипа. Во финалето се надпреваруваа екипите на основните училишта Крстен Мисирков и Христијан Карпош, а првото место го освои екипата на Христијан Карпош. Во продолжение следува преглед на вестите од Македонија кои ги подготви Елена Георгиевска. Од денеска 11 вида овошје и зеленчук се продаваат по замрзната цена, откако владата пред 2 дена ја донесе оваа одлука за намалување на цените. Одлуката на владата за определување највисоки цени за овие видови овошје и зеленчук ќе трае до 30 април годинава. Одлуката, како што рече министерот за економија Крешник Бектеши, е донесена согласно анализите што ги имаат направено во соработка со Министерството за земјоделство и Царинската управа, а во кои било забележано дека има големи маржи кои во текот на март достигнувале и до 250%. Министерот ги повика трговците да ја почитуваат одлуката и тој очекува дека на почетокот на мај, откако ќе почнат да се пласираат домашните производи на овошје и зеленчук, дополнително ќе има зголемување на конкуренцијата, која ќе влијае и на намалување на цената. Според пресметките направени во Министерството за економија, Бектеши рече дека производителите и трговците со новите замрзнати цени нема да имаат загуби
загуби. Ова е пето замрзнување на цените оваа година. Прво беше замрзната цената на белиот и полубелиот леб на 33 денари. Потоа следуваше замрзнување на цените на млекото и млечните производи, па и на оризот и јајцата. Пред овошјето и зеленчукот беа замрзнати и цените на хигиенските средства. Државната комисија за спречување на корупција отвори предмет за коридорите 8 и 10Д, собран е материјал, а се очекува и останатата документација наскоро да биде комплетирана. Изјави претседателката на комисијата Билјана Ивановска, која при тоа нагласи дека на овој предмет ќе му се даде особено значење и внимание, за да се утврди вистината која при тоа, како што рече, ќе биде презентирана на јавна седница. Побројните новинарски надписи преку кои се изнесуваше сомнеж за можни коруптивни моменти во договорите за изградба на коридорите и надзор над работите, подопрен глас и основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, отвори постапка за проверка на наводите. Ивановска, информирајќи за работата на комисијата во текот на изминатите месеци ланската година, рече дека проблем во истражувањето на можна корупција се честите промени на министрите, директорите и другиот раководен кадар. Управата за јавни приходи информира дека кон граѓаните се испраќаат SMS пораки со кои се бара да извршат задолжителна пријава на лажна веб страница ujp.gov.mk потврда. Споделување на вашите лични податоци преку оваа лажна веб страница може да предизвика нивна злоупотреба, предупредуваат од управата. Како што додаваат оттаму, веб страницата е лажна, не е во собственост на управата за јавни приходи. Испраќачот на пораките се обидува да ги злоупотреби името и логото на УЈП и да ги доведе во заблуда граѓаните, да споделуваат лични податоци и на тој начин да се изложат на ризик и можна злоупотреба. Управата за јавни приходи ги презема сите неопходни активности за справување со оваа состојба. Цените на угостителските услуги во март во споредба со февруари годинава се зголемени за 0,5%. Споредено по групи на услуги, зголемување е забележано во групите храна за 0,2%, алкохолни пијалаци за 0,2%, безалкохолни пијалаци за 0,1% и ноќевања за 1,7%. Како што објави денеска Државниот завод за статистика, во март годинава во однос на март лани цените на угостителските услуги се зголемени за 12,3%. Податоците на заводот покажуваат дека во периодот јануари-март годинава, во однос на истиот период од минатата година, цените на угостителските услуги се зголемени за 14%, а во однос на декември 2022 година за 0,9%. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со максимална дневна температура која се искачи до 6 степени, а минималната беше -3. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со температура која ќе се движи во интервал од -2 до 7 степени Целзиусови. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер.